Драги ученици, денес ќе учиме за легенди и преданија. Приказните спијат на секаде, планина, врз некој карпат цврста, или пак во некој полско цвеќе, а најмногу сакаат да заспијат во срцето на некој дете. Драган Јаневски. Што се легенди? Легендите се куси епски творби кои на фантастичен начин раскажуваат за појави од животот и природата, како што е создавањето на светот, човекот, сонцето, звездите и мињата. Легендите раскажуваат за надприродни суштества, самовили, вештици, светци и други суштества. Легенда за Пелистерски очи. Пелистерските очи се леднички езера кои се наоѓаат на Баба планина, во близина на врвот Пелистер. Тие се две и се нарекуваат уште и големо и мало езеро. Пелистерските очи се познати како горски очи. Езерата се создале од солзите на двете сестри, кои биле влюбени во убавото момче Пелистер. Но нивната мајка не им дозволувала, ниту една од нив да се омажи за момчето. Во бес ги спратила в планина и ги проколнала да бидат блиску една до друга. Но сепак да не можат да се видат. Талкајќи низ шумата, едната сестра дошла до местото каде што сега се наоѓа големото, а другата малото езеро. И двете, скршени од болка, по несудената љубов, почнале да леат солзи. И двете пролеале толку многу солзи, што од нив се создале двете прекрасни езера. Што се преданија? Преданијата раскажуваат за настани личности од историјата, кои можат да бидат вистинити, но има и преданија за измислени настани личности. Преданијата раскажуваат за настанокот на места или објекти, градови, манастири. Предание за Битола. За време на турското робство, турците ги освојувале нашите места, па така дошле во Битола, со цел да ја освојат под нивна власт. Кралот Толјо водел битка со турците од Калето. Турците многу долго се мачале дури ја преземат Битола. Кралот Толјо тогаш бил опколен од секаде, од сите страни. Но Калето што се наоѓало на ридот го имал направено со еден марифет, за да мислат турците дека е од железо. Тој го опколил околу наоколу, со штици вапсани во боја, да прилега на железо, за да им се гледа на турците како од железо. И вистина, така им се гледало, и се плашеле турците за јурич да направат, и за да го повикаат на борба големопоседникот Толјо. Па почнале да му довикуваат: Битолјо, до Битолјо! Со што според Марко Сепенков, оттаму потекнува денешното име на градот Битола. Колку интересни приказни од нашиот крај, но која е разликата меѓу мит, предание и легенда? Ми звучат сосема слично. Митовите се сметаат за најстари приказни, со фантастична содржина, создадени во првобитното општество. Луѓето во недостаток од научни созданија создавале фантастични објаснувања за настанокот на светот, за човекот, за животот и така натаму. Во почетокот тие биле свети приказни и не се сметале за литературни творби. Легендата е дел од фантастичните приказни, во кои ликовите и случките за кои се раскажува се преземени од историјата. Има два вида легенди, за личности и за места. Во легендите за места се раскажува како се создале некои планини и реки. Исто така, легендите се творби кои на фантастичен начин раскажуваат за појави од животот и од природата. Создавање на светот, човекот, сонцето, имињата, звездите и слично. Преданијата се слични со легендите, но се поблиски до историската вистина. Имаат пореалистична основа. Тие се усно пренесување на историски случувања, настани од минатото или животни искуства, што се предаваат од поколение на поколение. Домашна работа. Истражувај. Пронајдете една легенда или едно предание и запишете ги.